Почитувани, во општина Крушево, градоначалникот Томе Христоски, освен што ништо не реализира од проектите од ветената програма Живот за сите, тој општината ја турна во расипништво и криминал од најголеми размери. Во четвртата година, а фала Богу и последна од неговиот мандат, излегуваат на виделина сите лаги, а граѓаните се крајно револтирани, излажени и усрамени што дале доверба на лажго, манипулант и криминалец од типот на Томе Христоски. Имено, од ветените инвестиции во индустриската зона Опаленик се нема отворено ниту една нова, ниту странска, ниту домашна инвестиција. Туку има затворање на постојната Five Letters или познатата фабрика за марихуана, нормално отворена во време на ВМРО ДПМН. Ништо нема од ветената до изградба на инфраструктурата во викенд зона Езеро, започната и 80% реализирана во време на ВМРО ДПМН. Исто така, ништо нема од фамозната обиколница во Крушево, ниту од реконструкцијата на локалниот пат Врбоец Светомитрани, а уште помалку од реконструкцијата на регионалниот пат Кривогаштани Крушево и Крушево Демирхисар. Ветениот проект за подобрување на водоснабдувањето во Крушево не е реализиран, ниту пак има реконструкција на постојни вештачки акумулации или изградба на нови. Наместо чистење на каналот и јазот во село Бучин, имаме запирање на водата во село Врбоец. Жителите се жалаат дека господинот татко на градот им барал да испорачаат 80 гласови за СДСМ или не им пуштал вода за пиење. Ваков фашизам и уцена за капка вода во 21 век може да има само кога е на власт народната хунта СДСМ во комбинација со Томе Христоски. Во делот на образование и култура се уште е во тек реконструкција на горната училишна зграда во Крушево. Проект започнат уште од времето на ВМРО ДПМН. Ова е единствениот проект, иако недовршен, иако наш, со кој што ги полнат општинските страни на Фејсбук. Всушност, ветени беа реконструкција и санација на подрачните училишта во село Саждево, Алданци, Норово и Белушино. За жал, се уште нема ништо од пристапните патеки, партерното уредување на училишните дворови, а санитарните јазли се во состојба како по Втората светска војна. Ветеното монтажно училиште во село Јакреново ниту е започнато, ниту име во план. А и да им било, тоа ќе остане како прв проект што ќе го реализира ВМРО ДПМН со доаѓањето на власт на следните локални избори. Томе Христоски во својата програма имаше план за традиционален музички фестивал да запееме за Тоше. До ден денес овој проект не се реализира. Во делот на култура, единствено што успеа да реализира е укинување на најпосетената и најгледана манифестација на Балканот – Етноград. Младите во Крушево се иселија, а Томе Христоски вети дека ќе ги задржи и ќе ги вклучи во донесувањето на битни и важни одлуки за општината. Повторно лага и манипулација. По една година од неговото доаѓање на власт, Томе Христоски го укина локалниот младински совет, кој беше еден од најдобрите во Република Македонија. Младите нема каде да се вработат, затоа што слободните и примамливи работни места во Крушево се резервирани за блиската рода на градоначалникот. Почнувајќи од братучеди и сватови, а завршувајќи со сопругата на Томе Христоски, се е тоа добро згрижено и обезбедено, а антикорупцијска по оваа тема е глува и слепа. Граѓаните, после ваквиот непотизам, после сите лажни ветувања и манипулации, ќе одберат подобрата опција за град Крушево, а тоа е опцијата ВМРО ДПМН. А за злоупотреба на службена положба од страна на градоначалникот Томе, за неговото непочитување на законите, закон за работни односи, закон за основно образование, закон за административни службеници, ќе има одговорност. А сите тие злоупотреби веќе и се предмет на разгледување во основното јавно обвинителство во Прилеп. Ви благодариме за вниманието.